Добар ден и добродојдовте во денешниот подкаст во кој што ќе зборуваме за лицата кои што имаат диагноза мултиплекс склероза, каков е начинот на живот и како се соочуваат со предизвиците кои што ги носи самата диагноза и како функционираат во секојдневниот живот. Денешни наши гости се Александар Маринковски и Бобан Србиновски. Ваша порака за лицата кои што се соочуваат, ќе се соочат со ЕМС, за оние кои што можеби немаат храброст да кажат да, јас ја имам таа диагноза. Можеби би звучало невкусно, јас сум таков човек, позитивен, насмеан, ведар, да се прифати со расширени раце и само охрабрувачки да се пристапи кон сета таа ситуација, да не застануваат, да се бидат отворени, да разговараат на темата, да кажуваат и на другите, да побараат психолошка поддршка. Психолошка поддршка како психолошка со Наташа ставаме акцент на одредени работи. Психолошка поддршка може да биде и разговор со Александар, со вас, со било кој друг. Со членовите. Да се разговара со по-спуштен гард да се пристапи. Тоа е, да бидат поотворени, самото тоа ќе им донесе да бидат посрекни, повесели, полесно да се полесно да прифатат болеста и да се соочат со секојдневните предизвиците. Ако разговараат со некого што е со истата состојба, не мора да го држа тој гард дигнат, бидејќи тој знае дел од неговите проблеми. Или барем искусил нешто, затоа што рековме секој индивидуа со ЕМС не е иста. И затоа ќе може полесно да се отвори, да добие совет и на крај крајава да си ги каже маките. И да си го улесни начинот на функционирање, затоа што можеби едно време најде со општеството стигма, меѓутоа има лица кои што и во семејството потешко нели се прифаќа сето тоа. Па можеби им треба и поддршка и во семејството да тој им објасни од лично искуство на некој друг со ЕМС како да функционираат и по дома. Така. Знаеме дека постојат најразлични протоколи за лекување или третман на ЕМС. Кажете ми ги вашите лични искуства, значи со каква терапија почнавте, како се одвива вашата терапија, дали имате и нешто дополнително кое што дало бенефит на вашата состојба? На почетокот со промената на исхраната си продолжив со на тековна терапија што ми ја препиша од неврологија. Ми дадо Авонекс, тоа беше имуносупресивна терапија, се прима инекција еднаш неделно, ама многу лошо имав реакција на организмот, на телото. 2 дена бев во лоша состојба. Истражував, сега ќе го спомнеме Google пак, начини и видови за излекување со оваа состојба, затоа што бев лаик, не бев запознаен. Сретнував многу предлози. Убоди од пчели, менување начин на исхрана, алтернатива. Застанав на протокол со D-витамин. Тоа дали не беше се уште достапно во Македонија, тој период не ми текнува. Снаа ми соопшти дека имала пријателка која е веќе на протокол. Така, како изгледаше тоа да се воведете во таков третман или терапија? Стапи во контакт со докторот, неговата сопруга исто со таа диагноза и има Коимбра протокол завршено, земено диплома, тоа е бразилски протокол, со лечење на високи дози со D3. Но тоа не можеме да го земеме на своја рака, да го препишеме, тој си знае колку и до каде треба да се води, зашто треба да се комбинира, Мора да има протокол доктор. Значи, затоа и протокол доктор знае колку единици и спомнавте протокол доктор. Во која комбинација со други суплементи оди тоа, за да се стави во мирување, да не дојде до прогресија, да не дојде до активирање на состојбата или симптомите. Кажем, еве да речеме да завршиме со вашава терапија. Сега во моментот, значи вие ги чувствувате бенефитите. Имаше ли, еве, спомнавте за имуносупресивната, некакво лошо искуство? Дали има начин на адаптација? Дали се менува терапијата секако во координација со неврологот? Пак ќе кажам, тоа е кај секој индивидуално различно. Мене лошо ми влијаеше тоа, затоа и се решив да го променам тој начин.
Оваа терапија е добро што немам влошување. Така. Доброто тоа го гледам, што Една нема ремисија влошување. има на состојбата. Затоа гледам као позитивна страна е тоа што нема влошување. Дали сум добар или лош, јас знам. Така. Александар, кај вас какво е искуството во однос на протоколот за МС или да речеме на каков вид на протокол или терапија бевте вие на почетокот ставени? И јас лично како Боби бев на истиот лек, со тоа што после одредено време, 4 години го примав лекот, само одлучив. Како одеше неделно, месечно кај вас? Неделно, истиот лек. Со тоа што сам на своја рака решив да го престанам и да почнам со D3 витамин, високи дози. Исто како Бобан, со протокол. Да. Сега мислам дека ми е стабилна состојбата. Колку време прилека веќе? Сте на протокол и околу 2 години сум, да речеме, стабилен. Пред 3 години отприлика ми беше последниот релапс. Имаше осцилации, така? Имаше релапси на состојбата. Тоа е тоа. Се покрај протоколот, нели? Што друго, значи се вклучува во однос на третманот, затоа што има различни форми, а вие ги знаете. Еве, од типот на посета на физикална медицина, што има како услови? Да користат физиотерапевт, вежби, да вежбаат, да бидат активни. Па има и други начини. И начин на спортување, да речеме, кои што се во склоп на можностите на функционалноста, не го ограничуваат лицето кое што има МС. Дали сакате уште нешто друго, да речеме вака, во однос на третманот или бенефит од нешто што сте виделе во конкретно за МС да ни споделите? Имам порака, само да останат активни. Така. Затоа што го имам искусено тоа. Во домашни услови, колку имам можност, вежбам. Ако заседнам да не правам вежби во одреден период, симптомите ми се покачуваат, се активираат. Се интензивираат. И осеќам како слабеам. Значи, ако не вежбам, јас слабеам. Да, физички, со мали вежби во рамки на можностите, добиваш повеќе сила, повеќе енергија и мислам дека и со посетата на физијатар се одржува. Да, се одржува и расте физичкиот дел. Така, значи физичката активност, стабилност, пак ќе кажеме во однос на тоа нели за каква форма се работи, меѓутоа затоа е добро да го имате здружението. Пак ќе кажеме еве со овој протокол доктор и со тие дози на D витамин може и некој друг да го има тој бенефит, убаво е да се знае, приказна, да се сподели. Да. Во оваа состојба секој мора да се одлучи како ќе се лекува сам. Веќе не може ние да наметнеме да биде тоа така. Меѓутоа имате позитивно искуство и добро е да се каже. Да. И во однос на соработката, да речеме, и со физијатрите, сигурна сум дека има физијатри кои што ја познаваат проблематиката на формите на МС и кои што ги даваат соодветните вежби, кај лица, да речеме, кои што имаат веќе потешкоти и некаков инвалидитет во однос на формата на болеста, дека имате конкретно соодветни физијатри кои што ја познаваат проблематиката, им даваат соодветни вежби да се активни и функционални во рамки на можностите. Многу ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека пренесовме низа пред се позитивни и охрабрувачки пораки на цело општество, конкретно за лицата кои што се заболени од мултиплекс склероза, дека не е ништо црно, дека има и бела страна на нештото, дека се функционира, без разлика за каков тип и за каква форма на МС се работи. Вие сте тука како лица кои што можете, веќе го имате искусено лично и кои што можете да им дадете поддршка за да можат да течат сето тоа така како што треба да тече и да не се плашат од болеста, односно како што кажа Бобан, како беше, малку да попуштам јас, па малку да попушта таа, односно да си најдеме заеднички јазик. Начин да најдете заеднички јазик. Ви благодарам многу и се надевам дека се гледаме во нека друга наредна прилика за уште поубави
Секако.